Судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, каде настрадаа 63 лица, продолжува со сослушување сведоци предложени од јавното обвинителство. Се слушаат искази за безбедносните пропусти и подготовките пред трагичниот настан. Пожарот избувна на 16 март 2025 година за време на настапот на музичката група ДНК и представува една од најтешките трагедии во поновата историја на земјата. Денешното рочиште го следи колешката Билјана Николовска. Билјана, повели со информациите од таму. Да, Александар, денеска во очи на годишнината од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани се одржува рочиште за судењето на кое што се обвинети 35 мина за 63 жртви од оваа трагедија. Денеска сведочи инспекторот државниот инспекторат за заштита и спасување. Тоа е инспекторот Дарко Стојков, кој што бил надлежен само за теренот на Виница. Тој кажа дека од 2012 година немало инспектор за пожари кој што би делувал во Кочани, дека тој само доколку добил налог од страна на директорот, заменикот директор или главниот инспектор, само тогаш би можело да направи инспекцијски надзор во ваков објект, но тоа никогаш не се случило. За тоа што немал инспектор, било разговарано на состанок со директорите на Дирекцијата за заштита и спасување, но никој до тогаш не преземал ништо. Истата состојба рече дека и денеска, односно за ова подрачје, немало инспектор. Тој не можел да направи ниту вонреден инспекцијски надзор доколку добил било каков допрен глас од страна на било кој да му пријави дека нешто чудно се случува во таков објект, односно дека можеби нема заштита од пожари. Тој имал дозвола, односно бил надлежен за овој регион само да врши увид доколку се случи пожар, и така било во изминатите години, така било и кога се случил пожарот во дискотеката Пулс. Тој сведочеше дека кога стигнал во дискотеката можел да види само црнила, саги пред влезот, имало најразлични расфрлано предмети насекаде и рече дека им можело тоа што го утврдиле дека имало само 2 ПП апарати, од кои што едниот бил само за електрична инсталација, додека другиот бил токму за таков отворен пожар, каков што бил и во дискотеката Пулс. Рече дека токму во ваква дискотека мора да бидат вкупно за тој простор такви 4 ПП апарати. Сведочеше дека немало паничен излез над вратата, единствената врата која што постоела како можеби бекап за излегување во вакви ситуации, но дека тој не можел да види никакво панично светло, а таа врата била затворена. Судењето продолжува и понатаму, ние го следиме и се очекува уште 2 сведоци.